Благодарам, подпредседателе. Значи, пред нас е законот за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање. Тој е вториот закон од тие 5 наменски закони за Бехтел и Енка кои беа пуштени, значи, со европско знаменце. Ние од левица се заканивме дека ќе ги блокираме сите закони од Бехтел и Енка кои што можевме и за таа цел спремивме 6664 амандмани, Ги пуштивме само амандманите за законот за работни односи. Останатите закони, кога власта виде дека сме сериозни, немаше храброст да ги пушти и тие завршија, значи, со европско знаменце. Ние законите, значи, легално ги блокиравме, таа можност постои во деловникот и во собранието, значи, на Република Македонија. Ако случајно ни се ускратеше тоа право, значи нашето основно право да предлагаме закони и амандмани, ние бевме спремни на ескалација во собранието и очигледно дека власта тоа го виде. Овие 5 закони пред нас, како што реков се, значи, со европско знаменце. И пак ќе повторам, иако веќе тоа го кажаа сите колеги предходно, најбитната работа, значи, изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија, со кореспондентната, значи, табела, е апсолутно празна. Значи, ова не е никаков закон со европско знаменце, ова не знам ни дали може да се квалификува како закон. За овој закон, значи, ќе се одговара кривично од службите кои што го спремиле, со подписот на министерот, иако за претходниот закон беше заменик министерот подпишан, онака таму министерот паметно не го подпиша, тука министерот, значи, Бочварски, кој што не е присутен, го подпишал, и начело со, значи, председателот на собранието, господин Талат Джафери, затоа што дозволил вакво нешто што апсолутно не ги исполнува стандардите за европско знамеце, да се најде на Комисијата за европски прашања. Тоа е, значи, околу воведниот дел, е сега околу стручната анализа. Значи, ова е една таква какофонија од закон, има една многу лоша пракса, да веќе кога ќе се промени еден член или укине, да речеме наредниот член, треба да стои членот 5 станува 6, членот 6 станува 7 и така натаму. Тука ние си играме играчки, значи додаваме некои членови А, Б, В, Г, Д, така може да идат до недоград и, значи, ние тука здраво, мора да кажам, се измачивме со нашиот сектор за урбанизам за овој закон, значи, да некако да го дешифрираме. И јас ќе се задржам на неколку, значи, на најбитните моменти од овој така наречен предлог закон. Значи, почнуваме со членот 1 кој што тие го предлагаат, значи, се воведува, значи, град би од така наречен стратешки интерес. Тоа според мене еден вид на еуфемизам. Јас очекувам дека кога ќе поминат овие закони, дека градби од стратешки интерес, кои што не се прецизно дефинирани, ќе почнат да никнуваат како печорки, за да може легално, на овој начин, тоест легално нелегални работи фактички да се протуркаат. Едно што проведува низ целиот предлог закон, тоа е спуштање на стандардите. Значи, со истиот член 1 имаме наместо планска документација сега, кој што е многу по-широк термин, значи многу по-висок стандард, сега само со урбанистички проект ќе може нешто да почне да се гради. Значи, нема да има јавна анкета, јавноста нема да знае, значи една од целите е и да се скрие од јавноста. Со оваа измена, значи, член 1, ќе можат фирми кои што имаат најобична лиценца за проектирање и со еден планер да победат као на тендер и да проектираат, значи, да изработат урбанистички проект за, нели, така наречени проекти од стратешки интерес. Значи, тоа може да се 300 километри, да речеме, автопат, и сега ние ќе бидеме туку убедувани дека една фирма со еден планер ќе успее, нели, тоа да го заврши. Значи, тоа очигледна врата отворена за корупција, како што и за други тука закони и проекти. Имаме буквално онака фирми за долна облека да вршат градежни работи и така натаму. Значи, понатаму член 2, со членот 2 се менува членот 42 став 4 од постоечкиот закон. И тука, значи, во ситуација кога, нели, ќе се поднесе легално барање за добивање на услови за планирање на просторот од Агенцијата за просторно планирање, ако случајно за измени, значи, на целите и наменската употреба на тоа земјиште, сега се бара само потврда, а не мислење, како што треба, затоа што мислење може да биде позитивно и негативно, и во случај на негативно мислење, кој што претпоставуваме во најголем случај би биле негативни, значи би требало да се сопре со градбата, и тука директно се бара да се добие, значи, потврда, било тоа да биде, дали да отстапува, значи, од првичниот план за просторно планирање, што, значи, нема никаква логика, не мора да бидете експерт во
урбанизам за да гледате дека нешто не е во ред. Понатаму го менуваат член 47 од постоечкиот закон, значи сите рокови за достава на податоци и информации се кратат. Им се дава од прилика, да речеме, 10 дена просечно. Тоа е апсолутно неразумен рок, значи вие имате научни институции кои што се бават, не знам дали земјиштето е трусно, значи не може да се замисли дека за таков некој рок може да се изработат научни елаборати. Значи тоа според нас и според фелата треба апсолутно да биде без рок. И сега на кој начин ние ќе изработуваме урбанистички план ако ги немаме целосните параметри? Како? Излегува како на лепе очи на предпоставки или ќе изработуваме урбанистички план? И како за пример, значи во членот 4, со членот 4 кој што се предлага, се додава ова што го спомна претходно, член 63а, кој што има повеќе ставови, мисля дека беа 16, тоа е став 8, и тука, например, за еден од најбитните документи, значи, од Агенцијата за катастар и недвижности, кој што треба да даде мислење за урбанистичкиот проект, тука сега се менува да мора да го даде за 5 дена. За најобично, значи, за најосновната постапка, која е, значи, на катастар, најосновна постапка како упис на објект, рокот е 15 дена. Што е нешто далеку помалку комплицирано, и сега ние за нешто 5 пати, 10 пати, 20 пати покомплицирано, го скратуваме само на 5 дена, значи. Со ставот 13, значи, од тој истиот фамозен член 63а, кој што се додава, владата донесува одлука, значи, за одобрување или неодобрување на урбанистичкиот проект, само со два документи, значи, со комплетен урбанистички проект и мислењето, претходно што го спомнав, од Агенцијата за катастар и недвижност. Значи, сите останати може, ама и не мора. Тука се враќаме, значи, на членот 7 и само вика, доколку вика субјектите од членот 47 став 1, а тоа се воглавно државни институции, од општини, научни институции, градежни, катастар, кои што треба да издадат, значи сите се наброени во член 47, вика, ако не ги достават податоците и информациите со кои располагаат, во рок од ставот 5, значи од 5 дена, вика на овој член, ќе се смета дека не располагаат со бараните податоци и информации, при што евентуалните идни штети настанати поради недоставувањето на податоците и информациите ќе бидат на товар на субјектите кои не ги доставиле потребните податоци и информации, односно не одговориле на барањето. Значи, тоа буквално значи дека само со два документи, а порано може за комплицирани проекти требало и 20, сега ќе почне, значи, да се гради, а целиот товар паѓа на државните институции, на кои што со измени во член 90, значи, од постоечкиот закон, сега се вносуваат и нови глоби, најмалата е 500 евра, најголемата е 2000 евра, значи, максимално, према тоа ние како судевме, у суштина може да се казни една институција со 2500 евра. Значи, вие со казнување на државните институции, прво им давате нереални рокови, значи, наместо да биде без рок или тој 15 дена да се продолжи за поголеми, покомплицирани проекти, ние за најосновни имаме 15 дена, за вакви мегаломански проекти имаме 5 дена, и сега ако институциите не стигнат на време, апсолутно нема шанси, нели, да стигнат, тогаш вие ќе ги стимулирате државни институции, значи, со глоби, и на крај, дури и тоа ако не помогне, само два документи ви требаат и вие ќе можете да градите. Значи, до тоа е, и со тоа фактички целата работа се заташкува и се фактички е законски. Значи, тука апсолутно на сите им е јасно дека не се работи за никаков јавен интерес, значи за никаков стратешки интерес. Ова е еден коруптивен, значи, проект на ДУИ. Апсолутно на ДУИ, и тука се СДСМ, иако се 3 пати поголема партија, значи, према застапеност во собранието, ставени во подредена положба, значи, политички, немаат политички карактер, тука ДУИ ги влече за нос. Значи, ние тоа сите го гледаме, и баш затоа, значи, СДСМ на наредните избори ќе доживее шок, затоа што народ не гласа за туги извршители и измекери. Благодарам. Реплика Иванка Василевска.